Зелените јавни површини кои така малку ги има во Тетово се запуштени. Често може да се забележат и оштетени реквизити и урбана опрема како и отпад. Најлошо е во делот околу спортскиот центар кој воопшто не се одржува и обраснат со висока трева, наместо да се уреди намени за рекреативни активности. Жителите велат дека надлежните треба повеќе да работат, но и да има повеќе инспектори кои ќе казнуваат, со што ќе се зголеми свеста кај лицата кои вршат вандализам. Се тоа општината треба, самиот дел на општината овде треба да го одржава, затоа што ние плаќаме допринос и хигиената е на нула. А ова е штета и за децата, може и сега во периодот кои излагаа и змие и смокои, и децата може да биде последично, да има последици од тоа. Треба да постои закон од инспекција, да има, кај се инспекторите, да има казнување. Кој ќе го казниш, он не може да фрля ѓубре ако го удриш по парет. Од јавното предпријатие Тетово велат дека поради дождливото време подоцна започнале со активности за одржување на зелените површини, а како поголем проблем го потенцираат уништувањето на јавните добра. Последните 10 дена успеавме да во градот ги посадиме јабука цвеќе во булеварот Илирија, односно стариот булевар Маршал Тито. Фокусирани сме во делот на косење и одржување на парковските површини. Една од причините е дождливото време што го имавме во последно време, а втора работа се соочуваме и со вандализмот на младите кои што вршат уништување на урбаната опрема, односно на парковските клупи, играчки кои што се поставуваат. Таков не е случајот нема 2 години како се поставени во паркот Жена играчките за деца, таму ги имаме веќе почнато да се расипуваат. Инаку тетовчани немаат голем избор на места за спорт и рекреација. Наместо зголемување на површини со паркови и зеленило, во градот се повеќе има бетон, асфалт и прашина.